Општината, која важеше за финансиски најстабилна во регионот, сепак е неликвидна и должи по разни основи 1,3 милиони евра. Ова го покажал во редниот попис на вкупното работење на општина Македонска Каменица. Претходниот градоначалник свесно ја довел до ситуација на неликвидност општина Македонска Каменица и тоа непосредно 2 дена пред вториот круг на локалните избори, кога по негов налог селективно се исплатени големи суми на пари кон одредени договорни партнери, без при тоа да се почитува динамиката на исплата на обврските на општината. За само еден месец во текот на изборите, општината за угостителски услуги потрошила околу 3000 евра. Да потрошите околу 3000 евра на кафани и ресторани за време на избори, а при тоа да ја оставите општинската каса без пари после изборите, е крајно неодговорно и расипничко управување со една сериозна институција како што е општината. Општината може да изгуби 16 милиони денари доделени преку ИПА грантот за изградба на 2 локални патишта поради непочитување на приоритетите за исплата и непочитување на законот за финансиска дисциплина. Општината има и долгорочни обврски во висина од 43 милиони денари за изградба на Домот на културата, а отплатата на кредитот ќе започне од 2018 со по 2 рати годишно во висина од 2 милиони денари. Од јавните предпријатија пак најзагрижувачка е состојбата со јавното предпријатие Доминг, додека јавното предпријатие Камена река нема пари за плати. Јавното предпријатие Доминг Македонска Каменица, кое е со блокирана сметка од 2000 година, има краткорочни обврски од 746.424 денари и долгорочни обврски од 24.948 денари. Јавното предпријатие Камена река има парични средства на сметката во износ од 877.528 денари, краткорочни обврски од 4.039.530 денари и побарувања од 6.942.304 денари. Со денешниот ден, во моментот, јавното предпријатие се соочува со недостиг на средства за исплата на надоместокот за плата за вработените од јавна чистота и комунална хигиена, чие незадоволство е се поинтензивно овие денови. Стаменкова е децина дека општината и јавните предпријатија повеќе нема да книжат долгови за склучени договори. Инаку двете образовни институции во општината заради ненавремено спроведување на тендерите за јавни набавки за 2017 нема да искористат средства во висина од над 7 милиони денари.